Да, се враќаме во студиото. Уште едно подсетување кратко, нашите гости Владимир Голубовски, Јулистана Марковска и Перо Димшовски. Марковска, ова што денеска се случува во собранието има разни дефиниции за тоа или разни објаснувања, различни ставови за тоа што всушност се случува. За СДСМ и оние партии кои застанаа зад новото парламентарно мнозинство е обид да се избере председател на собранието, да се почне со работа и тие велат дека собранието за тоа е ставено во погон за сите тие процеси да се забрзаат. Од друга страна гледаме дека ВМРО ДПМН го употребува или според СДСМ го злоупотребува собранискиот деловник за сето тоа да се развлече, да трае долго и изборот на председател да биде покасно. За вас, дали што е според вас ова што се случува легитимна политичка борба или обид за блокирање на собранието? Па кога ние би биле нормална држава, веројатно би била легитимна политичка борба, од причина што ниту еден кој што е на власт така лесно власта не сака да ја испушти, односно сака да ги каже аргументите зошто требало тој да остане на власт, а не да дојде некој друг. Меѓутоа, со оглед на тоа дека живееме во едно тешко време, во една веќе толку продлабочена голема политичка криза која што трае со години, во која што дури и ние тие што учествуваме во вакви емисии се чувствуваме уморно, веројатно и граѓаните кај год да пуштат било кој телевизиски канал се зборува за истите нешта, ако го вратат пред месец-два повторно нешто го закупило нашето внимание, така да повторно зборуваме за криза. Мислам дека е многу тешко да се каже дека станува за реална политичка борба со аргументи, туку за една тенденција да се узурпира собранието како највисок законодавен дом со цел да не настане мирен трансфер на власта. Меѓутоа, умешноста во секоја една работа, па вклучително и во политиката е да ги антиципирате или да ги предвидите чекорите кои што би ги направил опонентот, во овој случај ВМРО ДПМН. Се изгуби многу драгоцено време, улицата веќе се препушти на народот, односно во поголем дел на поддржувачите на ВМРО ДПМН, собранието работи под притисок, така да се во ова не очекувам да заврши многу брзо. Едно од прашањата ми беше тоа, вие го начнавте, добро, знаеше ли СДСМ дека ВМРО ДПМН според деловникот може да го прави ова? Невистина ли ова не може да го предвидат? Се разбира дека морал да знаат, причина што знае со каков противник се соочува. ВМРО ДПМН е голема партија и токму благодарејќи на тој софистициран пиар што го имаше, успеваше да се задржи на власт цели 8 години. Тука не би алоцирала само вината во ВМРО ДПМН, туку и во преговорите кои што ги водеше Социјалдемократскиот сојуз со ДУИ, со сите албански партии. Мислам дека прилично се одолжи сето тоа. Господинот Али Ахмети први настапи од позиција на тоа во овој момент ми се може тоа да го направим и ќе го направам, нудејќи платформата односно декларацијата на сите албански партии, и сето тоа доведе до една непријатност и меѓу самите коалициони партнери, да не зборуваме за граѓаните кои што тоа го следеа од еден, од втор, од трети извор, така да овде навистина се работи за една голема психолошка војна и војна на нервите. Да. Голубовски, вашата дефиниција за тоа што се случува во собранието? Купување време, бидејќи иако помина доста време пред да почне една ваква разврска. Купување време од кого, само мислам? Купување време за Македонија, јас би рекол, иако се работи нормално за политички партии во случај во парламентот, меѓутоа, бидејќи и двете македонски партии нивна е одговорноста, дојдоа во ситуација со изборниот резултат во една клинч позиција. При тоа и едната и другата влегоа различно по обем, меѓутоа сепак и двете партии не ја отфрлија платформата веднаш, влегоа едната и другата и имаме еден резултат кој што од една страна, ако беше нормална ситуацијата, како што и Јулистана кажува, во некоја друга држава, каде што нема проблем со меѓуетничките односи, може би на еден друг начин можеше да се анализира, да се прима оваа ситуација, но во случајов на таква тесна разлика, 51-49, апсолутно не може легитимноста да се црпи од 20 пратенички места на албанските партии. Прво,
заради тоа што ти за време на кампањата има јасно ги кажува своите цели, од редефинирање, од водовна парламентарна демократија и така натаму, се да не потенцирам, за да ескалира целата ситуација со платформата. Во таква ситуација не може да се каже дека не постои способност за мирно предавање на власта, бидејќи се доведе наеднаш во целата ситуација и државата во прашање. И оттаму ја затоа и кажав, купување време за Македонија да во ова нова криза која на блокирана институција на парламентот се види кој простор би можел во реално време секој ден да се отвори и да произлезе некој излезно решение. Што би било решението со тоа купување време? Што би се целало? Па да се свати абсурдната ситуација, ние имаме источниот сосед за 4 години 3 пати оди на избори. Италија, да не зборам, со години, со децении има такво искуство. Значи, не треба да се анатемиса однапред тоа што ако резултатот делува лимитирачки на развој на државата постизборно, како рационален избор да не се прифати, подобно да се подадат картите, да се оди на избори. Добро, ќе ја развиеме таа теза понатаму. Димшовски, обвинувањата се дека ова што го прави сега ВМРО-ДПМН во собранието е продолжување на потегот на председателот Иванов, кој според опозицијата е диригиран од ВМРО-ДПМН и од Никола Груевски, така добиваме еден круг во кој се блокира формирањето на нова влада. Од друга страна, меѓународната заедница е јасна, тие бараат брзо формирање на влада која треба да ги спроведе реформите. Која е вашето објаснување? Дали е ова обид за мирен трансфер на власта, што е еден своевидно нов феномен за Македонија? Значи, во Македонија не се случува. Е ова обид за мирен трансфер на власта, со самиот факт што политичката борба се префрли од оние соопштенија кои беа прилично токсични измеѓу политичките актери, во сега борбата се префрли во собранието. Значи, ние веќе се движиме во конституирање на сите институции, вклучувајќи и владата. Јас го гледам ова како позитивен исчекор. Тоа што ВМРО овие 2 дена завзеде нека игра, ја не можам да ја знам сега која е стратегијата внатре во партијата, зошто тоа се прави и така натаму. Меѓутоа, колку што ми е познато, тие деловници за работа на собранието и дискусиите еден ден ќе се исцрпат сите тие можни реплики и контрареплики и ќе треба некогаш за нешто да се гласа. Иначе нема потреба да имаме собрание. Во собранието во моментов имаме политичко мнозинство кое се изјасни дека ќе гласа за нова влада, де факто. И колку и да фати време, ја верувам дека тој момент ќе дојде, може би порано, може би подоцна, меѓутоа работите се движат во добра насока, вака во генерала, јас мислам. Марковска, ве гледам дека ми се чини не се согласувате. Па јас би сакала да е така. Навистина, меѓутоа нашиот она што имав можност да го препрочитам деловник, тој поприлично е променет во однос на времето кога јас бев пратеник во собранието. Ограничување на дискусиите во смисла на времетраење, како да речеме приносење на буџетот на Република Македонија, кога точно се знае колку треба да трае расправата, нема. И ако вие гледате дека имате реплики и контрареплики на сопствените, на крајот има впечаток дека пратениците ќе почнат сами на себе да се упатуваат контрареплики, бидејќи ќе нема на кого да му упатуваат. Тоа време може да трае бесконечно. Буквално бесконечно. Нема лимитиран временски период. Оно што мислам дека беше стратешка грешка на целата опозиција е што дозволи поранешниот председател, кој веќе не е председател, туку само е еден кој што ја води седницата во основна и сметам дека ова е уште од поодамна припремена игра, од причина што тоа беше причината зошто не се дозволи како по некоја најстара традиција, како што дозволува и нашиот деловник, најстариот пратеник, кој што во овој случај и понеискусен, меѓутоа да ја отвори седницата и да ја води
води до изборот на нов председател. Сметам дека ова било однапред анализирано, дека може да дојде до една ваква ситуација и токму заради тоа е поставен поранешниот председател како еден уигран играч кој што точно знае во кој момент, како и на кој начин ќе реагира, меѓутоа не во смисла да овозможи да собранието вистински обавува својата функција. Ако вие сте еден реален председател на собрание, тогаш секој еден кој што зборува се што не е во врска со темата, а во овој случај темата е избор на комисијата за избор и именувања, која што буквално никој не ја споменува, тогаш вие на тој некој му го одземате комплетно релевантно зборот, му давате збор на оној кој што се движи во границите на темата. Ние тоа во овој момент го немаме. Само сакам едно пат прашање. Денеска господинот Заев даде изјава пред собранието во која кажа дека нели, според неговата интерпретација, ова што се случува е циркус, намерно блокирање на собранието, но вели набрзо и тоа ќе заврши. Како мислите дека ќе заврши? Па јас не знам на што го темели оптимизмот. Не знам на што го темели оптимизмот. Не може да се прекине освен ако собранието изгласа одлука, меѓутоа ќе треба да гласа, таа одлука ќе треба првин да се стави на гласање дека додека не заврши расправата, претениците нема да излезат од собранието. По основ на точката за избор на председател на собрание. Како кога се бира папата, па не смеат сите оние учесници да излезат додека не се појави но треба да дое прво на дневен ред за да се гласа. Не, првин треба тој што ја води седницата да го постави тоа прашање за да се види дека мнозинството има мнозинство и дека има волја политичка да се избере председател. Доколку тој не сака, ништо не може. Господинот Трајко Велјановски. Токму таа причина зборував за тоа. Тоа би било невозможна мисија. Ја ко реплика, па нормално и на мене ќе има реплика. Дај Боже. Значи, сакам да кажам дека во овој досегашниот тек на разговорот, барем ја не спомнав, а многу е битно, не го спомнавме народот пред парламентот кој протестира, тој не може да не биде дел од ова што разговараме. Без оглед на тоа институционално како е поставено организацијата на државата, во оваа ситуација, бројката која што излегува, причината заради која што излегува е неделив дел од оно што секојдневно се случува и во парламентот, но и надвор од парламентот. Затоа и пак останам на таа формулација дека во наредниот период, баш заради присуството на народот, двете македонски партии ќе мора сами или со помош на други, видливо за јавноста или дискретно за да биде попродуктивно, да воспостават елементарни комуникации, затоа што одговорноста точно дека е нивна за државата, но никој нема да им дозволи да ја урнат државата во парламентот. Добро, парламентот треба да служи за иднината на Македонија, а не да биде гробар на македонската држава. Председател на ВМРО ДПМН со оној проглас пред Државната изборна комисија исклучи веќе медиаторство на меѓународната заедница, рече дека тој нема да преговараат со меѓународни преговарачи, а и во денешната понуда на господинот Милошовски за излез од кризата тој исто така се вели дека да се направи договори против мешање на внатрешни работи на Република Македонија, странски политичари, без да се решава без странски агенди или представници. Значи ВМРО ДПМН исклучува веќе такво посредништво. Како би се состанале партиите? Во едни околности... Бидејќи те имаат крајност протиставени ставови. Во едни околности може да биде рационална таква изјава, но ако околностите се променат, проценката и излезните решенија може да бидат различни од што во други околности се кажани. Тоа не значи дека ако било кажано во други околности и сега тоа... мислите може да се смени тоа? Може да се смени и мислам дека клучно прашање и тоа нека биде вака како елемент на овој разговор на кој што неизбежно ќе навраќаме, е можноста што е дадена да се направи коалиција меѓу Социјалдемократскиот сојуз и овие партии на политички представници на албанското малцинство, меѓутоа да се откажат од платформата. И тука не држи никаква игра, немало ни П од платформа, сите знаеме што е и договорено и што содржи таа платформа.
И апсолутно, и тука ќе завршам со тоа дека за мене е сосема јасно и за сите луѓе кои што се отворени очи гледаат што се случува, дека всушност работата е дека албанско малцинство сака конститутивен народ да стане и затоа и двојазичноста. Тоа се све елементи, перформанси на една федерална држава, значи ако стане конститутивен народ, зошто? Затоа што да се осуети, да се пресретне оноа што во регионот се најавува мапи на други држави, се релативизираат Дана, господине граници. Голубовски, сами откажавте дека и двете македонски партии влегле во преговорите за таа така наречена платформа, а според изјавите што ги гледаме од ДУИ, денеска повторно господинот Джевата Деми од собраниска седница, дека ВМРО ДПМН ги префатило сите барања на ДУИ, освен СЈ. Тоа не знаеме што прифатиле, точно дека се разговараше, точно дека каснеше отфрлањето, дури ја официјално и не сум слушнал дека Никогаш не е отфрлено. Е отфрлено, значи во интерес на вистината, реалноста зборувам, бидејќи тука више нема простор сами себе да се лаже. Видете, само уште ова да кажам. Да. Значи тоа го кажа господинот Джевата Деми, тоа е најнова изјава. Пред тоа го кажа господата Бујар Османи, Рафи Салити, Теута Арифи, Изет Меджити, па мислиме дека Али Ахмети во една изјава. Значи сите го кажаа истото. Значи сега доаѓаме во една ситуација дека сите тие господа и госпоги од ДУИ или лажат, флагрантно лажат, или лаже ВМРО ДПМН. Значи би било чудно сите да излегуваат со една изјава, мислам одговорни луѓе, политичари на собраниска говорница да лаже. Тие за да постигнат целта многу лесно и може да лажат. Нема писмен документ за такво нешто. Нели Меджити кажа дека има документ, не се појави, дојде демант наспроти таквите тврдења, излегоа и тврдења кои што ги демантираа таквите наводи. Добро. Господин Димшовски, прашањето е во овој контекст, кога еве цело ДУИ излегува и го кажува ова, дека истото било прифатено од ВМРО ДПМН, дека било прифатено и господинот Ала Џафери да биде претседател на собранието. Тоа било исто така дел од договорот. Иако ВМРО ДПМН тоа го знае. А од друга страна настапува со една прилично запалива реторика. Секој ден, еве како што гледаме, има граѓани на улиците кои излегуваат со уште позапалива реторика, а сето тоа го гледа и албанската етничка заедница. Кажете ми, еве денеска имаше инцидент во Охрид, каде што е скршена некоја двојазична табла. Значи, ние сме на раб на инцидент меѓуетнички, кој може да биде многу сериозен, а од друга страна имаме една фиктивна теза која е лажна, која не е ни вистинска, и значи поради лажна теза може да дојде, не дај Боже, и до најлошото. Да, имаше сега еден таков пример и во други земји каде лажни вести довеле до конфликти и насилство. Тоа е ирелевантно прашање во однос на ние треба малце не од денес за утре да ги гледаме работиве, туку во еден контекст малце подолг временски период. Господинот Голубовски спомна нови избори. А што тога, што очекуваме на тие избори албанците да се откажат од тие барања? После тоа. Значи, ќе се најдеме во иста ситуација, апсолутно иста ситуација. Што ќе правиме? Ќе ги мајоризираме албанската заедница? Па, каков е уставот, модерниот устав после рамковниот договор на Македонија? Дали ние го знаеме добро? Еве, како јас сум етнички македонец. Мислам, дали нашите македонски партии, да речам, пошто сега веќе тоа македонски партии, ако го гледате тоа од етнички македонци, има само една, нема ни една уствари. За ВМРО ДПМН на овие избори, тие се гордеат со тоа, и јас сум работел со таа партија, за таа влада од ВМРО ДПМН, таму гласаат и бошњаци, и од сите, и од разни други етнички групи, и од сите етнички групи. Имавме дури некогаш, и вие добро знаете, гласаат и албанци за ВМРО ДПМН во дадени ситуации. Истото беше на овие избори. Истото СДСМ од друга страна, овие избори, мислам, се го проби звучниот зид. Што значи тоа? На Балканов се нема случајно толку прекршување на тие етнички линии кои досега го уништуваат целокупно во подрачје. Значи, оваа партија, јас се плашам од друго,
Јас се плашам дека тие се уште ќе ги гледаат работите од теснопартиска перспектива, наместо да ги гледаат од она што нив им се случи, го добија тоа што го посакува, сега треба да се реформираат многу сериозно во таа влада да примат луѓе кои се од целиот политички спектар. И не зборуваме овде само за етнички спектар, туку политички спектар. Мислам дека таму поголема е опасноста, бидејќи доколку состават влада која е теснопартиска, сметам дека многу брзо ќе паднат, поготово кога ги слушаме овие изјави за нивните приоритети, и тоа малце ме плаши. Се знаат, приоритетите на владата треба да бидат евроатлантските интеграции, сето тоа што го носат тие. Владење на правото, слобода на медиуми, што е дел на пржино, извештајот на Прибе. И ВМРО ДПМН треба да ја поддржи таквата агенда. И мислам дека ќе ја поддржи, затоа сум оптимист во однос на она што се случува денес во парламент. Вчера, 2 дена, да не брзаме. 3 години е земја во криза. Кризата почна, иначе, од мое гледиште вака, кога во парламентот, тоа мислам беше 2010 или 2011, се донесе законот за забранители од страна на ВМРО ДПМН беше предложен, и господинот Талат Џафери, мислам беше, или некој други од ДУИ, чита Блаже Конески, или кого го слушавме, Кочо Рацин, таму песни. Со слични методи, како денес овие и вчера што ги гледаме, се обидуваат да извршат диверзија врз работата на собранието. Не успеа нормално, само од тогаш почна кризата. Тоа за мене значеше дека политички коалициони партнери кои составиле влада не се сложиле околу фундаментално прашање. А тоа прашање мене ова ми е многу близко. Не, многу е важно прашање. Мораме да го затвориме. Не се сложиле. Јас кога дојдов овде од САД во 2006 да учествувам во владата, една фалинка голема што ја видов на рамковниот договор беше после секоја војна, тие што учествувале во војната од двете страни на некој начин се збринети. Во Македонија тоа не се случи. Ја разговарав со тие представници по мојата функција зошто тоа не го предвидел рамковниот договор. Тие ми рекоа тоа е работа на вашата национална влада, таа да ги згрижи. И ние не успеавме тоа да го направиме. Значи многу незадоволни останаа по улиците. Разбирате? Луѓе што се бореле за одредена кауза или за држава, без разлика. Значи, тоа требаше да се затвори прашање, тоа е болно прашање. И на тоа главно прашање се прекршија копијата и од тогаш почна таа политичка криза. А иако зборуваме сега сме ние на работ на етничка криза, бидејќи ние не можеме да дозволиме мајоризација. Мислам да ВМРО сега игра по една танка линија на оние изјави и така натаму запалливи реторики, народот излезе на улица, не е тоа спонтано, тоа е организирано. Меѓутоа, таа е многу опасна игра. Тие нема да ја максимизираат. Нема тоа да се случи. Бидејќи овде има и други гарантори на целокупната, значи безбедносната ситуација на Македонија не е само грижа на граѓаните на Македонија, туку и на регионот, на Европа, па и глобално. Така да ќе има големи фактори. Значи, реплика. Прво, од последно, ако тие се бореле за друга кауза, за територии, 2001 година знаеме беше не за права, за територии, сами си признава, ги имаме книгите што они се автори и преведени и на нивен јазик, тогаш државата, тоа не постои у свет, некој да се грижи, да ги згрижува како борци, уште да им дадеме и одликување за тоа. Но да се повратам за репликата и во однос на тоа, дека тие би можеле на наредните избори, па сигурно како би излегувале пред својот електорат овие политичките представници на албанското малцинство, ако не излегува со такви радикални барања, но кои би било наивно да се верува дека само за избори ги кажува. Тоа е дел од една стратегија во која што не се они вклучени само за себе, него од подалеку и од преку океанот одредени сценарија се одвиваат. Но клучно тука што е што сакав реплика да дадам. Ако тие излегуваат со иста платформа, тие самите ќе се самоизолираат. Не може да влезат во влада, не мора да влегуваат во влада.
што ќе ни во влада да влегуваат луѓе. Правиме тоа Македонија е држава на сите, таман работа, па да направат собствено собрание. Нема да направат, не може да направат. Не знам, не знам. Значи, ако они сакаат да уценуваат, Тоа ќе се се твори согласувам. друга политичка партија од албанците кои што има и разумни албанци. Ја имам многу луѓе што ги Ама почитувам, не можеме за да така немаат да проблем, ги не би им спомнал имињата. Меѓутоа, не може они затоа што има желба и стално тој проблем ќе останат. Добро, еве за Тоа платформата апсолутно кога зборуваме, неодржливо сакам е. да ве прашам нешто за платформата. Има доста тези за тоа како изгледа таа платформа, бидејќи таа беше едно големо изненадување за сите после изборите, но еве ми сигнализираат од држијата дека треба да повикаме реклами, ќе продолжиме со тоа прашање со вас. Само да направиме една пауза за реклами и се враќаме во студиото.